Здраво другари, здраво криптореволуција. 30 минути видео ќе биде, затоа што вчера не снимав, значи бев цело време на Стар Атлас Пуцачина, после на плажата, пошто 2 дена беа само сончеви и после следува дожд, сега Сибир замрзнав. Иако е напукано парно, нешто многу ладен бран. Не ми се спие, па викам чекај да удараме на 30 да не паничат луѓето и плюс нешто многу сериозно се крчка, чим овие драми ги прават. Можно е Чичо Трамп да нападне Венецуела, а гледа дека Америка, дека е Венецуела. Така да се надевам дека нема да испаднам комплетно право кога шав дека до април ќе се влечеме, да се надевам дека побрзо ќе заврши драмата. Али веќе БПС двојки се улет, што значи дека можно во секој момент да удари, да видиме Wall Street како ќе реагират. Моментално биткоин ќе да направиме рефреш. Биткоин е бил $107,000. $104 го дава најниско. Значи ако нападне Венецуела, чекај да имаме снайперски тим, што е пратено. President Donald Trump has sent around 10,000 U.S. troops near Venezuela, along with 8 warships, a nuclear submarine, fighter jets, spy planes, and Reaper drones. The U.S. is also flying in its most elite helicopter force, the Night Stalkers, who are famous for the raid that killed Osama bin Laden. Their Little Bird and Black Hawk helicopters have been spotted flying less than 90 miles from the Venezuela coast, possibly preparing for missions on the ground. They're operating from a special floating base called the MV Ocean Trader, and heavy transport planes have been flying equipment into the area. Trump has even sent in B-52 bombers capable of carrying nuclear weapons. He says he's authorized the CIA to carry out operations inside Venezuela and hinted that U.S. forces could launch strikes on land and not just at sea. This massive buildup follows at least 6 deadly U.S. strikes on boats near Venezuela, killing 27 people. Meanwhile, Venezuelan dictator Nicolas Maduro is responding by mobilizing troops and civilian militias and putting out propaganda claiming that Venezuela is ready to fight off an invasion. He's recruiting more fighters and relying on armed Colombian groups inside the country. It comes as Venezuela asked the UN Security Council to condemn the U.S. strikes as illegal, and a proposal from Caracas that Maduro step down within 3 years was also rejected by Washington. Трамп му ги одбива сите понуди. Комплетно сите тимови се распоредени, снайперски тим, БПС двојки. Значи БПС двојки да се распоредат, значи комплетно го држат и небото. Неви више е распоредено уште оддамна. Ништо не може да улезе од друго во Америка. И тоа знаме се тие со скапи, со елитни чамци носе од Венецуела, ама Венецуела е многу време под санкции. Таму, како што се кејам на една од келнерките што работеше кај нас, значи цело време на крај на месецот пакуваше, тоест на почетокот на крај на месецот пакуваше кутии, викам дека ќе ги носиш тие кутии, вика праќаме ги во Венецуела за праќаше пелени, храна на сестри за бебешка храна, на мајка и на татко и праќаше исто храна, на роднини и пријатели праќаше храна и викам што е работата, вика многу е сиромашно, значи не знам дали сум ме кажал таа сторијата, татко и си имал коњ, нели тоа во Венецуела, таму има џунгли чуда. Си имал коњ, замисли си тие неговите комшии колку биле гладни, доат убијат сите животни брат на фармата и испоизјадат се живо. Значи тие таму вика уште малку да почнат да се јадат помеѓу нив. Овај типчето шверца у Америка дрога, плюс има танкери со најквалитетна нафта у светот од Венецуела.
ја продават и фактички таа елитата се таму само пуни пари. Така да е комплетно една од најбогатите држави со ресурси, плюс имат плажи какви ми беа покажале, тоа можат брат да прават милиарди од туризам и чуда. Блиско ја гледаш до Америка и се, многу луѓе од Венецуела се, и пријатели имам, најчесто се дори у Мајами. Тоа подобро е да го тргнат тај тип, оти државата, брат, само една мала елита се пуне, пари и никој друг. Можно е да има блицкриг, да речеме, 50 милиони долари е понудено за главата на Мадуро. Кина и Русија не знам како ќе реагират, тип што е комплетно, посебно со Кина, што е најлошо, па и со Иран е многу близок, лошо за Венецуела, затоа што имал тренинг кампови на терористички групи кои што тренират на територијата на Венецуела, што Трамп нема да го толерира тоа. Чудно и до сега што не почнаа. Берзата многу луѓе ме прашаа, најниско се зависи тај леверидж, другари. Значи се зависи од тие комарџии. Тие комарџии не знам како е можно, стварно не ми е јасно како е можно, че само не знам, стварно не ми е јасно како е можно. Еве алт сезоната е тука. Само че што Трамп да не земе нешто да направи некоја белја поголема. Maduro offers everything in his country, all the natural resources. He even recorded a message to you in English recently, offering mediation. What should we do in order to stop that? He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Thank you, everybody. Thank you. Председателот да каже овакво нешто, значи планира, мислам, да го збрише комплетно таму. Доста интересна ситуација, блиску е, ово не е за Африканција, блиску е, таа рута треба да е, таму најквалитетната нафта од цел свет. Таму има и доста ресурси, значи Трамп мора да го осигура тај дел, ако сака да биде безбеден од Кина и од Русија. Многу ми е интересно Куба како никош не ја средија, комплетно руска територија, гледа колку е близко до Америка. Интересно е дали ќе направи блицкриг, како ќе реагира, значи се зависи од тие на Wall Street како ќе направат после неговиот твит. На првичниот твит може никако да не реагират и едноставно да не падне толку берзата, али продадеа, пробаа да ја уништат Binance. Забрив да кажам, гледам, фалија ми 3 минути ми фалија на средината од моето видео, камерата ми заглави, батеријата се исклучи, што е, сега ја тестирав, многу голема мистерија батеријата толку брзо да ми се исклучи. 3 минути ми фалат од видеото, замрзнана ми е сликата ми е замрзнана на овој видео. Значи тука на овој видео ми е замрзнана сликата, батерија, све живо, ново мистерија, значи колку е видеото е 11 минути, наместо 15, тука е замрзнана сликата, а јас борам, доста интересно, 3 минути ми нема од видеото, баш, тоа не може да ги скратам ја, баш видеото дека кажував за дека беше видеото што кажував баш за многу голема драма пробава со Binance и одеднашка Coinbase ќе го става BNB токено, брат. Значи, мислам, ти плаќаш тие YouTube канали и твитераши амерички да плукат по Binance и да ќе си одеме од Binance да бегаме. Брат, Binance.com ја нема во Америка уште пред COVID ја тргнаа, брат. Можда и 6 години како ја нема од таа Binance.USA што е, таа допрена точка нема, тоа е тим амерички ставен, нема допрена точка со ово. Нипа има там да купите биткоин, етериум и кои беа други коини, не сеќавам, Cardano,
там не можете ни да трейдате, там нема играчи. Јас зашо пробам да ви објаснам, треба да бидете спремни, значи у Македонија проблема што стварно нема многу берзи, али да речеме у Македонија работе Binance и Kraken, тие двете се безбедни и да речеме држите лупам сега, да речеме имате еден биткоин, еден етериум и 5000 Cardano. Значи пола биткоин на Binance, пола на Kraken, пола етериум на Binance, пола на Kraken, колку речев 5000, 2500 на Kraken, 2500 на Binance, у bull маркето, која берза нешто да се деси, за да може да искеширате ви треба 2-3 берзи. Сега трета берза не ми текнува у Македонија која би работила, треба да прашам Славчо. Да е безбедна. Kraken знам, Uphold едни викат работи, едни викат не работи. Мада Uphold е скапичка берза. Али, сега да ви кажам, не дека на Binance пак ја исклучат или нешто, али за секој случај, за да се продаде, пошто гледате дека американците нема да се откажат од нападите на Binance. Дека беше вчера прочитав и стои Франција сакала за money laundering да ги истражува. Чудат се како да најдат начин Binance да ја сопрат комплетно. Трамп сака па да ги врне тука, сакат со тие напади да изгубат нели довербата американците на Binance, као демек изгасија берза да не се безбедни воно, иако гледаш ки исплатат се живо. Други македонци не ми лупајте у коментари, ќе ве молам да не ве банирам. Не е тоа као демек вие некој демократско право се искажувате кај мене групата. Лупате глупости и правите паника за да ми праќат пораки. Ја не ги ни бев видел коментарите као демек Binance мафијашка, Цизи мафијаш бил, Цизи брат не ни овакво каже го веќе у тимо, он е како маскота сега, како на кинеската држава, као демек е креаторо, нешто стило на кинескиот Елон Маск, разбираш, кој овај тука се нешто изиграва као демек негова е компанијата, као демек он со ракети ќе не носи на Марс. Ние уште не знаеме што има 90 во колку таму, поема немаме што има океаните. Ништо не е истражено, дали 10% е истражено, 90% поема нема што има океаните. На месечината уште не се били, ќе одаме на Марс, ки летаме ракети, брат. Глупости у боја, разбираш. И исто ти и типо, да, разбира, да, високо интелигентни се, да, имат многу информации, ама типчето ви кинескио, Кина е таа што стоја зад BNB. Ова е само за ако треба нешто да суапси, ако треба нешто да преземе вината. Исто како се случи нешто со Тесла компанијата, нема Америка да преземе вината, ќе ја земе Елон Маск. Како може да не може да разберете дека кој ги дозволен овај да има таква мок, да има трилиони долари берза, брат, кој што цел свет е на неја. Кој ќе му дозволи на Елон Маск произведувал ракети, роботи, Америка нема да ги произведува, он ќе не носи на Марс ќе прави ракети. Појака технологија, он вчера у фабриката зема скува таму кај измисли ракети што америчката војска и руската војска и кинеската војска и нема, они не може да отидат на Марс, овај ќе не носи на Марс. Ке молам другари, приказни за мали деца, јас сум доста напреден левел у тие работи, ги истражувам 22 години. Од 8 до 19 часа на ден истражувам, така да тие приказни може да ги кажуват на некој друг, не на мене. Иначе, ако се десе, да речеме, војна, можно е да речеме Блицкриг да падне до 95.000, тој до душе и 7.000, до 100 да отиде, колку беше подал највише 104, и до 95 да отиде, ќе ги повлече доста алткоините, да речеме, и како што кажав, до април месец ќе се влечеме. Виетнам, ја со тај Виетнам, брат, од овие комшиите ми се, Тајван и Кина треба 2027 да почне таа војна. Значи фактички кога ќе почне 2027 и Кина ќе затвори таму тие граници, чудат, тогава можно е да удари на многу голема светска криза и многу поголема криза од таа 2008 година што видоме, затоа што фактички, другари, Кина е, ако ги преземе тие чипови, другари, ако ги преземе тие чипчиња, другари, на то Тајван
цел свет на Кина ќе се моле што е како, ама тие длабоката држава си имат они тамо договори, мада гледате тука, например, Америка и контролира комплетно Филипините, то таму има 90 милиона и комплетно ги контролира Јапонија. Гледате, од тај влез тука што е Америка, што никош овај дел нели не се користи освен за воени бродови и некои тајни рути. Гледаш, ние секош патуваме со авиони од тука, никош не се патува од тука, никош не се користи таа рута, као да мекувува нели големо пространство и нема дека да се слита, нема кој има тука на пример острови, Хаваи тука негде, а да е. Значи може, али не се користи таа рута. Гледајте луѓе филмовите за многу луѓе не ги учат у школу, ви, ако не знаете луѓе, Русија и Америка. Аљаска е америчка територија. Тоест руска купена со там ковчеже злато, приказките за мали деца со масоните. Тука не гледам нуклеарки да се распоредуваат, не гледам нуклеарни подморници, не гледам. Гледај брат, тука е една брза железница, човече. Трилиони у кажи го економија таму има се развива, замисли Русија и Америка какви работи може да разменат. Али гледате тука ништо не се распоредува. Тепат се секојаш на друга таква територија. Јапонија е комплетно под контрола на Америка, Филипините комплетно. Ама Кина нема да се откаже од Тајван и ќе го земе. Дали ќе е 2027, по теоријата на заговор треба да е 2027 и фактички да се поклопи 2026-2027 и тен да улеземе уште пострашна криза од 2028, ама вие до тога и ние ќе сме продадели криптото. Тоест вие ќе треба да го продајате криптото и у тие супер ќе биде за вас да има тие војни и чуда, затоа што 2026, 2027, 2028, речеме 2027, 2028 и 2029 да биде страшна криза, криптото да отиде у ептено дупката, ама мислам дека треба и да падне ово, ништо, вие нем да играете, сега да речем, ја викам дека можно е, и вие да продаете и да чекате да падне. Ништо не се продава, другари. Ке си смените кафенце, скаричка, чуда, облека, ке најдете од некоја паричка што трошите за глупости и ке си чувате, да речеме, нема да се чувате, вие нон-стоп се купувајте. Имате ли купувате се, падне, купувате се. Разбираш, тоа е целата финта, да купувате, не да чекате. Дојдеш до парички, пишено е, паричките ги има за кафенце, за цигари, за спортска, за комар, нема да ги ставате, купувате си крипто. Ако падне, само си трупате технологија, што е целата финта. Гледате, не го играат како понапред алкоините да ги пумпат оно. Држат се до биткоин. Затоа јас сменив стратегијата, викам, ја ги истражив сите овие брат шилјадници коини. И среќи што ги продав на времето на профит. Што ќе направите, другари? Значи, биткоин 30% од портфолиото многу битно. Многу луѓе викат, ама многу литна. Не е ништо литнало. Значи, вие ако цела година, не цела, значи, ако сега трупате, и 2026 трупате, и 2027 трупате, и 2028 трупате, и 2029 трупате, другари, не чекай, кога е фактички, ако 2026 го тераме, да, до 2029 вие трупате, разбирате ли, трупате, и одеднашка, да речеме 2030 туку улеземе у bull market, замислете си вие колку биткоин ќе имате, да речеме Ethereum и Cardano натрупано и колку ќе ви мокне тоа портфолио. Не се лажете по овие другите, да речеме, јас сум направил видео од 10.000 и од 10.000 и од 1000. Тоа видео колку достигна гледаност, да видиме само дека беше. Шо би купил јас за 10.000 и 763, машала, интересно. Шо би купил јас за 1000, 691. Интересно. Значи луѓето изгледа немаат време да го гледат, значи овој луѓе што од на работа вали да го гледат. Интересно дека достигна таа бројка, мислев дека ќе стигне до 3000. Тие гледајте да ги профитирате на all time high, да не се лакомите, да ги профитирате и ако не е уште лекнал биткоин, Ethereum и Cardano, купувате. Разбирате ли? Ако не, чувате кеш. Ќе дојдам ја во Македонија, мора да дојдам 2026, 2027, 2028 и 2029 да ви покажам стратегија како се пука од тоа портфолиото, да ви покажам дека биткоин, Ethereum и Cardano, брат, тоа не може да сгрешиш со 30% таа стратегијата.
и не треба да се плашите уопште за тие корекции што ги има. И сега, например, сите, брат, булмаркето нема да го има. Брат, и да нападне Трампо, пак има булмаркет. Мора да има добар булмаркет, разбираш. Ја мислам по моje дека мора да има и ово биткоин да отиде и дори до 170.000 или 200.000 оти. Сега ако е само 125.000, другари, то па може да падне на 50-60.000 и па секој ќе може да го купува. Финтата е да не може секој да го купува. Значи треба да отиде 170 или 200.000, па после да може да срине од 200.000 замисли на 100.000 да срине, па дури на 90 и па да е скапо за сиромашните држави да упаѓаат оти. Сиромашните држави по теорија на заговор не смеат да имат големи количини на биткоин. Разбирате ли? Треба да се држат сиромашките со токени. Секи биде токенизирано. Тие што сте на факултет, Господ да ви на помош, што си го губите времето. Кажувам ви, наместо да сте на факултет, од сега сте се запишале. Другари, гледајте да се преселите за нечисто да почнете. Тие што ќе бидат за нечии, па ќе бидете, таа роботизација нема да може да ви биде конкуренција кога секој на почетокот до 2035 сите ќе сака да купуваат уште од луѓето. Зборам за Балканот, ние сме на тај стил, ја би купил од луѓе што произведуваат на село, разбираш, и што ги познавам лично, нели, што знам што стават, отколку на некој корпоратски гигант со роботи. Че до 2035 тие иако ќе преземат сите работи со роботизацијата, пак ќе биде онова ние да си купуваме тие едни со други што си имаме доверба, разбираш. Ја на пример и имам пари, ја не би купувал од роботи, би можел да земам нешто да го гледам пред мен да го направя нешто, да речеме чај, ово оно, нели органско, ама за храна, за тие работи ја би купувал од нашите селјаци, братчи, што или граѓани што ќе се врнат од прво е постојало селото па градот, иначе да знаете, значи тие градските што сте у филм треба да се врнете на село и забравете тие дипломи. Уиднина ќе биде човечката фантазија ќе биде оно што ќе вреде многу. Значи никош не роботот не може да биде креативен како нас. Роботот може да му зададеш команда, тоа е програма, тоа е глупост и вештачка интелигенција. Тоа нема никаква фантазија, брат. Тоа имитира само. Значи ние се уште може да измислиме милиарда работи. Еве ја едва чекам вештачка интелигенција да се развие од тај степен да речеме да ја да и кажувам како да креира играта за Александар Македонски. Значи вештачка интелигенција не може да креира игра за Александар Македонски за нашата историја, затоа што таа програма што ја напишена, тоа не е вистинската историја. Тоа е глупост, там англо-саксонска грчка фантазија. Че јас знам точната историја. Брат, и тоа 15.000 години назад. И мапа ќе ја донесам во Македонија. И мајчки ќе продавам мапата, зашо? Мобето е, другари, фантазијата човечката си сепак има се уште вредност. Така да нема што да се плашите, само не се губете времето на тие факултети, тие адвокати, глупости, тоа. Че да пролистаме тука да видиме само и останат му уште 6 минути. Ово морав да направам таа аналитика. Еве, овие работи ги гледајте на There's no doubt in my mind, cryptocurrency is going to replace traditional finance, TradFi, and it's happening so fast. Сина на Трамп до вчера не верува, сега излават кажува, значи тоа е, другари. Ово е пораката, луѓе, тоа е еднината, ние како ви кажеме така ќе е. I've never been able to see something so clearly in my life, and it's been a lot of fun to be part of this. Значи тоа е, другари. Тоа е новото дигитално злато, тоа е имплементацијата и сакале келе, тоа е. Ово видовте, нели, што не чека тука. Еве, алткоин сезоната може да се деси ова. И кој продадел, кој не продадел, Господ да поможе да му е. Ово, другари, за златото ме прашуват. Кажави, ако сте мокни, сефови, чуда, имате големи фарми, имате сериозни корпоратски, корпоратски гиганти, сериозни фабрики, со сериозна количина на вработени, да, треба да имате сефо, некој злато, сребро, али другари, ние не сме тај стил да држиме злато и сребро, ние сме мали играчи, ние треба да бидеме у биткоин. Биткоин е дигитално злато. Другари, тоа чудо е нашиот сеф.
Значи вие Samsung блокчейн wallet, ако имате на Samsung, кой ки ви го хакне биткоин и Ethereum? Че Samsung кешки да ми го хакнат, па Samsung компанията трябва да ми ги изплати сите тия пари. Иначе ки биде забрук. Сите забравяте, дека да учувам биткоин и Ethereum. Имате Samsung блокчейн wallet, усите нови телефони имате го тай wallet. Складирате ли го там, край брат, кой ки ви го вземе биткоин и Ethereum? Раците да ви ги сечете, може да го извадят. Така да никакво злато, другари. Не, Русия, брат, ще станува у Европа най-големия маркет за крипто, брат. 376 милиарди, брат. У транзакции у преходните години. У преходната година. Русия до вчера исто банираше, значи тия си играят психология. Гледаш Кина, Русия, Британия, блокират, отблокират Кина, блокират, отблокират. То е едината. Финтата е маленките играчи да не улезат на ефтино. Разбирате ли? Вие долезете на скапа, па може да направите профит. Ама вас, тая математика ще не ви учат у школите, ще аз всеки ще съм я плукал. Сите професори ги им плукано по това. Те ще ме знаят венечани, мене ми скара от школото поради рилка по математика. Не може, брат, они да ми кажат на мене математика, от и завършил там у Югославия, некоя со изперен мозък школо. Кой е на работа? Они се на работа и се со смешна пензия и аз съм пред компютъра, така ли? Така да, другари, шо би вземали вие? Какво може, брат, да видите какво сити? Какво? Гледаш, го ставили тук и Ethereum. Какво ки му дойде? Тайна порака, да ме костило и Ethereum не верува сами от себе си на толкова проблеми. Значи, брат, най-нормално, $4 ги вземам Ethereum. Staking rewards, нон-стоп оде нагоре много по-големи бройки, може да го продаваш онлайн лесно и да го купиш, а златото, ти в Македония сите те знаят, брат. Вие сега ще се редат, дека е видеото, редат се колони се редат да купуват злато, брат. Дай не ме зафркава, брат. Ово онлайн може да го купат от дома, брат. Овие, моменталната ситуация в Америка е от Homeland Security, овие гангстерите са улезени, ако ми рече некои, защо не живееш в Америка? Брат, како ги живеем в Америка, кога паза ги овие гангстерите са улезени в филм, ќе презимат баунти и награди за да ловат айс агенти. Ще тия, я не знам, аз ако вие Homeland Security ки имам дом от дома, ки ги извавам един по един, па и на видео се стават. Ки от тек знаеш каков трябва да се ударя на вие гангстерите. Страшно ки тек трябва да се ударя. Заканват се на Homeland Security, човече, замисли. Аз ако Homeland Security улавам и дома на сите овие. Каков расизъм, какви глупости, гледай, явно се глупират против овие. Овие Homeland Security, брат, ще си го ризикуват живота. Ризикуват си го живота да изчистят Америка. Сите шо се со overstayed виза трябва да се... Сменили се закон от това, до сега е било така. Кажат ли да си имам, зато съм се приявил я на апликацията, дека трябва да си одеш. Стръвино шо го фанаа, всеки има драма, дека беше това. Фанаа го, типо, не знам со која къл, Црногорец, оствари, не Сръвин. Црногорец бил полицаец, тук полицаец да беше високо ризична дейност. Е бил защо нема уапсене пред некој ден, не знам дали е, мислам дека е у затвор и сега ќе издржуват какво е станало. Пази, он у таа држава дека е уствари има понуда од самата држава, разбирате ли, има понуда од самата држава, дека тука многу се на разни дроги, не може да најдат соодветни луѓе, типо е балканец, брат, че наш човече, наше племе, пријавува се, разбираш ли, другаре, ово ќе изпадне повише од 30 минути, ама тоа е. Не може да се докажем ја, значи ќе испадне, оти многу луѓе ме прашува упораки, па сега не може да сите да ја враќам, подобро да го оставам у видеото, ем ќе гледат за крипто, ем за брато. Сега што ќе испадне, ја мислам он дека треба, иако е со overstayed виза, значи overstayed виза е пречекорена виза, исто како мене. Од Трамп го до сега можевме да се имаме, ама Трамп го смени закон и кажа дека треба да напуштаме Америка, оти overstayed виза од други пречекорена виза од други држави се лежи затвор. Тука не беше така, ама сега се смени да речеме и мислам дека типо по логика треба да има работна дозвола. Треба да има работна дозвола и како ќе вработат
Самата држава на еден начин треба да му даде работна дозвола, иначе како ќе вработите како полицаец? Не ми е јасно, значи сигурно ќе лапне и неколку милиони ќе ги тужи затоа што нешто ми е нелогично. Сега овој спај као демеке и чекај. Ова е нелегален имигрант, стана полицаец, како што нелегални имигранти беа пожарникари, доктори, сите ги споопсија. На тука има недостаток на пожарникари, недостаток на доктори, недостаток на полицајци, недостаток на дрвосечачи. Не дрвосечачи, туку вие кажи го лар, што зборам, firefighters, пожарникари. Македонски се го забрав човече. Значи, сигурно типо ќе ги тужи, ќе лапне неколку милиони, не знам. Многу ми е чудно, не знам како ќе биде. Ќе видиме. Овие се у филм гангстерите, едва чекам Homeland Security брат да пратат цел тим тама да ги направат пепел. Ел Салватор, што е кажал? Bitcoin banks in El Salvador. So it's been a great journey that we had to face. Superpower countries and also. Тоа е Биткоин банка, брат. Не, Биткоин банки уши у Македонија нема. Чедем Цизи што кажува. The world's right now we're extremely bullish, right? With U.S. The world's largest, most powerful government adopting, pushing crypto. Now we're seeing you launched a BTC Treasury public company. That's fantastic. So I think we're going to see a lot more institutional adoption, both on the ETFs, on the public treasuries, BTC treasuries. A couple companies launched BNB treasuries, the ETF, the Ethereum treasuries. There's a whole bunch of. So I think we're going to see the traditional equity markets coming into crypto in a big way. We're going to see a lot more innovation in terms. I think there's going to be an intersection between AI. Well, there is an intersection between AI and blockchain. I think that's only going to get bigger. And I think I'm also seeing a lot of governments adopting blockchain for government solutions, like decentralized IDs, land title rights. Things are really, really good. So I think I actually didn't expect. If you asked me this like 9 months ago, I would not have said this. Like we would be in this kind of environment. We need to go step by step. Well, it seems like if you guys want to be in the United States, this administration wants to be the crypto capital of the world, then maybe there's something to be done there. We would love to be. We would love to be part of the contribution to help to make that happen. Yeah. Чекай, што Беки кажа за Америка? It's kind of crazy, right? Like you guys are the biggest crypto exchange in the world. You're not in the United States. We want to be, and also when we look at the market, right? The U.S. exchanges charge about 10 to 20x of these fees. Really charge. But everything else in the world you buy them cheaper from the U.S. Like I use Amazon, right? Everything else you buy on Amazon is cheaper in the U.S. It ships faster. It's anything you do, it's cheaper in the U.S. Hamburgers are cheaper in the U.S. So. But it's only in crypto that the U.S. consumers pay a much higher price right now, and you have a much more limited product offering. And we would love to contribute, but there are regulations in place, so we need to go step by step. Well, it seems like. Фактички, Binance треба да дозволе на америчките служби да комплетно имат преглед на кои луѓе се ово, каже го, Binance, например, комплетно. Пасош, лична карта, трансакции, парите од ДКС. Binance понапред тоа, Binance.com не го даваше како принцип, као заштита на правата или на тие користниците, ама ако ме прашаш мене, зашто да не го дава? Ти без тоа треба да платиш данок, значи треба да ти ги имат личните податоци, треба да ти ги имат колку трансакции си направил и треба да се знае од дека се доедени парите на Binance. Ама Binance затоа и Цизи излеа си полежа, затоа што фактички го обвинија како на еден начин како money laundering, затоа што не се знаеше кој од дека ги е донесел парите. Там на Binance многу пари упаднаа од цел свет, на многу луѓе помогнаа, да, де факто со тие трансакции се земали, ко се вика, и проценти, затоа се одлежа у Сиетл, наместо нели да се уништи Binance. Дорого беа ставили нели со некој убиец ли како беше туку у Сиетл у Келија, нели имаше интервју за брев како беше. Али мобето е ке е интересно ако дозволат нели пристап на информациите, пошто американците ако сакат преку блокчейнот сами може да ги земат. Они го имаат измислено интернетот, сами може да ги земат тие информации. Така да Binance џабе си инате треба да ги даде тие информации податоци и Binance.com да упадне во Америка. Binance.com кога ќе упадне во Америка, другари, замислете си BNB да почнат да купуваат како токен,
ако ќе видат дека дава пари од ово каже го од дека дава други токени како награди, значи можно да го напумпат и Уединија багимити BNB токено, а и ќе имат пристапи до многу повише каже го поевтини трансакции, нели да купуват други токени и коини кои што у Македонија вие сите ги имате со тоа $10,000 што е видеото и $1,000. Например, повеќе американците ќе купуваат тие технологии и фактички ќе летат на цена и може да направиме пари. Така да и многу повише може да се развива тие, гледате, многу се форсира нешто, има многу чудно со Solana тука нешто, многу ги зборат, многу да купуваат Solana, многу купуваат Ripple и многу купуваат, кој беше Stellar Lumnes ли беше? Кој се викаше? Да, Stellar многу се купува, чекај да имаме market cap за волуме за 24 сата. 235 милиони долари. Тоа обрнете внимание, че all time high. И тоа више скоро треба да се внимава, да, 0.93. Гледа колко е бил преди 11 години низок, брат. Ја тија нито еден не ги чував, човече. Додуше не можев, дека тие ми беа на Binance, ја морав да ги продавам, брат, немаше дека да ги префрлям. Гледај, другари. 25.750 такво. Кај мене го има овај пред 200 години го зборев, ама тоа е. Здраве ќе искочат и нови коини, нема ништо страшно. Така да, овие комарджиите, не знам, брат, одека ги ваат тие пари, брат. Абе, упорно стават дека ќе лита нагоре и упорно и собират парите, брат. Не знам одека ги наѓа тие пари. Значи, толку ли не разбират дека треба ти да си инвеститор само да купиш. Упорно изгоруват ги и па најдат пари, па се задушат ли шо прават, па ги изгорат, па и ги соберат парите и па. Значи, ќе играат ако треба и 10 пати, брат, нагоре да ќе отиде и овие 10 пати ќе земат, ќе ги соберат и на крај ако ќе најмалку се ставили, тогава ќе отиде нагоре. Не може да ги разберам, наместо да се трупат само Bitcoin, Ethereum и Cardano. Јас извинувам, ама и други коини да речеме, упорно човече се коцкат, брат. Поради нив ние чекаме, брат. И ово многу луѓе ме прашуват, брат, читаш ли Rate Cuts, Make Cuts? Приказни за мали деца. Rate Cuts, Make Cuts, чартови анализи, излегна Трамп еден твит удри и уидеа и чартови глупости. Читајте, ако си трейдер, читај. Читај, па здрави, снимајте ми видео да видим кој сте направиле профит. Ова е, више не може да му гледам фацата, брат. Он ке не оправа, доседен човек. На Crypto Market Just Added 106 билиони и 106 билиони. Иначе 5 сато и 16 са бајали у Америката. Викам, чекай на браките да изснимам едно видео. Леле, брат, но и овие 10 минути поминава. Чекай да видам до крај шо има. Еве ги, те Гледај ги, брат, да се редеш да купиш злато, брат. А ти имаш мобилен телефон, братче, и уствари може да си купиш биткоин, братче, од телефона. Злато не е тия глупости там, нали, злато, тоа е ки ту крајат парите. За дека и треба тоа злато. Тамо сега криминалците сите ги испосликат кој се и дома ќе му и да ќе го тебе. Не може да ги разберам тие, ама тоа е таа генерација пензионери се уфилмани за злато, ќе видиш да нон-стоп ќе оде цената на златото нагоре и на среброто, ама никош нема да биде како на биткоин и на Ethereum и на Cardano. И тоа е факт. Брато Јон ќе упаѓа. Ова едно време беше многу заинтересирана за Star Atlas, да се надејам дека пак ќе биде заинтересирана за Star Atlas, беше купувал некои постери и чуда, да се надејам дека пак ќе биде заинтересиран. Јас извинувам, пак ќе биде заинтересиран за малку да дигне цената. Тегово, братче, ја мислев не се постирало. Today, Solana, this is a big announcement. Октомври 20, са сме 18, значи на 20 нешто ќе најават големо.
Можно е да напумпат па цената, колку е Solana, да видиме 186 ли? 186, значи можно е па да напумпат до 200 и колку беше 250. Получаваме фак е дремката. Овај пат е дремката, не е за кафе. 261. Нема, таа Solana е мистерија, ама треба да си имам портфолиото, че има американци толкова форсират. Много јака слика. А тука за Star Atlas дека играеме. Друго, ово е исто интересно да внимавате, многу луѓе ми праќате видеа, гледаш, јас сум постирал, ама тоа ново видео го нема. Тие 3-4 минути си исчезнале. Овие луѓе се вештачката интелигенција. Замислете си, гледај ово видео, другари, е на вештачката интелигенција, човече. Ја дури се збркав први пат, нели другите се познават. Ово е толку многу јако направено, што ја дури се збркав први пат, викам, чекај, брат, нема шанси, викам ово така. Замисли, видеото е замислете си какви игри и филмови, братче, можеме од дома да правиме после. Другари, ово е и заглави Brave браузер. Ово е тоа дека треба да живеете. Тука е најбезбедно, брат. Са до душа на Илон Маск треба да му ставате, нели, сателитската чинија за интернет. Нема друга опција моментално. Тука, братче, и тука тредаш шумата. Ова е тоа, брат. Понапред не сум нешто што мразев, кога ми рече некој куќа, викам, брат, каква куќа, не може да живеам куќа. Али у Америката ми беше лекцијата што е куќа. Тука гледај, брат, што во Австралија се редат да купуват злато, брат. Ово е... Не може да ги разберам. Најискрено. И тоа знаеш како е? Како овците. Еден ке види доса ништо не правија, сега и текна, брат. И што не го купивте пред 12 години, брат? Сега го видеа и чекат и овие намерно ги држат тамука. И не верувале, од еднашка не веруваат у кешопот. Дека бевте пред 12 години. Дека бевте од 2008 година, уствари. Од 2008 година до сега, дека бевте. Сега и текна. Ги гледај. Ово е у Виетнам. Тие па музика ставили за да ми блан... Знаеш кој викат овци? Едно ќе отиди и ајде сите, брат. И овие ќе ја напумпат цената на злато, и утре ќе рече злато лет на колку лет, брат, само биткоин, другари. Памнете ми ја думата. Пресметајте сега цената на златото колку е и колку е на биткоино 2035, ми кажете ако некој повише изваде пари од биткоин, ово купите, да речеме сега злато и биткоин, 2035 ако од златото повише профит направите, брат, јас ќе ви купам кола. Ако не, вие на мен да ми купите кола. Другари, нем да давате на китовите да ви соберат биткоин. Секој е сатоши, брат, тие 000 е битно, брат. Значи, замислете си, имате човек кој што ви кажува, уствари ја многу лупам, јас пред некој ден фактички пунам 11 години во Америка. Значи, на 14 уствари мислам дека беше, или нешто така беше. На 14 мислам дека ми дадеа виза, а стапнав на Америка, устапнав во Америка точно на Халоуин. Тоа на крај на месецот мислам дека е. Ама пред неколку дена фактички мислам дека добив виза. Пред 11 години, значи јас сум во Америка скоро 11 години. Точно 11 години фактички, еве неколку дена да речеме. Не сум 11 години неколку дена, нели на 29, ама 11 години сум во Америка. И ја нонстоп кажувам 12-13 години, ја две години бев по Европа натаму. Фактички за тоа кажувам нонстоп 12-13 години, а крипто знам најискрено уште од 2008, многу порано од 2008,
Тоа беше кажал сам го, беше Phoenix Coin, а после 2008-2009 биткоин и таму не сум кажал тоа да не повторам. У геймингу нели знаевме за него, да не бев геймер немаше да верувам. Али значи за тоа кажувам 12-13 години у крипто. Пошо у Њујорк те за толку не земав биткоин, ама тоа е. Тука не знам, ностоп ги ликвидират и браќата си оно таа во тука гледаш, јас го бев постирал у претходното видео, сакав ово да го кажам, гледаш точно предведена и нема ми ги тие минути у тоа видео. Октомври, браче, стварно испаднава вака. И од позади и тие следуват. Мене не ми дадеа виза, овие на крај на месецот треба да стигнат. Да се надевам дека е лажната, дека е тест фазата само со вакво, со обичен метеор, наместо овие стварно од позади да се појават. Ќе треба да ме помнете подобро. Другари, тоа е, да не речете, Питипол са бајле, гледате, еновски си легнувам. За кратко ќе оставам, одма ќе оставам видеото. И треба да одобрам и на вебсајтот други. Ако треба си легнам у 6, ама еве да ви снимам видео, една аналитика. Не се плашете, bull market ќе има, мора да има bull market. А еве сакав да ви покажам исто овие, са ми дадели нешто, ама ќе треба да... Мислам вчера у видеото, не знам дали го спомнав. Не помнам, остарев. Значи, нема шанс да ставам пари за да направам клейм, тоа ќе видиме кој ќе почнат подобри, такво кажи го, времиња. Зинк чекам да видам овие стварно, не знам, сигурно имат некои, многу луѓе ме прашаат, сигурно имат проблем. Нешто у тест фазата имат проблем. Ево 18 дена поминаа, требаше за 2 недели. 2 недели веќе поминаа, значи ќе видиме. Ништо не се кажале, вали имат проблем со Zink airdropо да се пуште. Подобро е да го проверат да биде се окей, наместо да го пуштат па да заглаве. И така да, другари, чао и сменете ги штетните навики. Сменете ги штетните навики Сменете ги... Шо? YouTube исто пред некој ден на 15 не работеше. Сменете ги луѓе штетните навики, исклучете ги и купете си крипто. Чао!